Почитувани колеги и пратеници, почитувана колешка Ташевска-Ременски, ова што вие го имавте сега во вашава дискусија во ова собрание на линија на контрола на власта. Значи, спречување на злоупотреби, внимание и акцент на човековите права, институции кои што се афирмативно насочени кон човековите права и така натаму и така натаму. И сега јас би сакал да се навратам до вашата програма во делот на човековите права, програма за живот во Македонија, каде што би сакал неколку цитати да прочитам и од оваа перспектива, после 3 години власт на СДСМ, на Зоран Заев и останатите негови министри, како на тоа гледате. Помеѓу другото, почитувана колешка Ташевска-Ременски, овде велите, нашите цели, цитирам, страна 27, велите, силно собрание кое нема да се сведува на гласачка машина. Зашто зборуваме ние тука, колеги пратеници? Уште еднаш, во програмата на СДСМ за живот во Македонија, која што стана програма за екзодус од Македонија, велите, силно собрание кое нема да се сведува на гласачка машина. Па, почитувана колешка Ташевска-Ременски, што е ако не е гласачка машина 200 закони во 2 недели? Како никогаш во историјата на ова собрание. 30 години назад, ако сакате можеме да одиме од 45, ако сакате можеме да одиме и во времето кога ова била Бановинска управа. Од 30-тите години. Значи, ниту во време на Бановинска управа, ниту во време на периодот од 45 до 90, ниту од 90 до сега немаме ситуација во 2 дена да имаме 200 закони. А велите тука силно собрание кое нема да се сведува на гласачка машина. Понатаму велите, цитирам, собрание со изразен, плурален, демократски капацитет, кој ќе стимулира отворена дебата, широки консултации и вистинска контрола на од него избраната извршна власт. Па нас извршната власт не ни доаѓа. На претходнава ситуација требаше да се молиме пола сат и пола точка да не помине за да дојде министерката за финансии за да си го брани предлогот. Па ние во ова собрание, почуваме колешка Ташевска-Ременски, пред 3-4 години не сме почнувале дискусија за точка без да дојде представник на влада. И уште која доаѓал бил кабает, а не да го браниме тука и да го покриваме. Значи, како и за се друго, и во овој дел на човекови права, се што е напишано во оваа книга, се е лага. Се што вети СДСМ и Зоран Заев, се излажа.